Настапува ешелонот на првиот пешадиски батаљон. Ешелонот го предводи командантот на батаљонот, подполковник Зоран Черистов. Единицата во повеќе наврати беше вклучена во асистенција на цивилните структури при справување со елементарните непогоди во Тетовскиот и Скопскиот регион. Батаљонот со указ на председателот на Република Северна Македонија е одликуван со орден за војни заслуги. Денес сите ние имаме измешани чувства и емоции. Тешко е да се најдат вистинските зборови за одбележување на денот на првата пешадиска бригада и неговото значење. Денес не само што го одбележуваме денот на бригадата, денес одбележуваме многу повеќе. Денес се подсетуваме дека грижата и почитувањето на братот и сестрата борец, лево и десно од нас, се основите на нашиот успех и постоење. Заедничкото добро е многу поважно од индивидуалниот успех и интерес. Меѓусебната грижа, грижата еден за друг, тоа е темелот кој не држи исправени. Таа грижа и тоа меѓусебно почитување ни овозможуваат да бидеме посветени и професионални. Тие не прават поразлични од останатите во општеството. Тие не прават господари на војничката професија и горди на униформата која сите ние ја носиме. Почитувани припадници на првата пешадиска бригада, вие сте тие кои ја етаблиравте бригадата како високо професионална, опремена и обучена единица. Единица која пред себе поставува, достигнува и одржува високи стандарди, достојни на традициите и вредностите кои ги негува. Бригадата денес представува воена сила, достојна за почит, со припадници кои професионално и пожртвувано ги извршуваат сите поставени задачи, храбро спразувајќи се со предизвиците на денешницата. Вие сте тие кои секогаш сте подготвени да ја остварите мисијата и одржувате висок степен на борбена готовност и способност за брза реакција во различни ситуации. Нашата посветеност кон НАТО останува непоколеблива, не затоа што тоа е единствениот пат, туку затоа што тоа е вистинскиот пат. Оваа година го одбележуваме јубилејот, 5 години од полноправното членство во НАТО. 5 години во кои многу пати досега покажавме дека заедно сме посилни, без разлика дали учествувавме во меѓународни мисии, обуки, вежби или помагавме во справувањето со последиците од елементарните непогоди. Сегашните успешно реализирани задачи не обврзуваат понатаму уште посилно да се продолжиме кон остварување на повисоки цели. Во период кој ни престои, имаме многу приоритети, а не очекуваат и голем број на предизвици. Продолжуваме соучество во мисиите на НАТО и Европската Унија. Паралелно тече процесот на ставање во оперативна употреба на новата опрема. Отпочнати се подготовките за учество на вежбите Seven Stars 25, Immediate Response 25, Cyber Junction 25, како и останатите редовни обврски и задачи кои секојдневно ги извршуваме. Сите овие активности треба да ги кронисаме со оценувањето на лесната пешадиска батаљонска група во 2026 година и уште еднаш да докажеме дека сме рамо до рамо со другите НАТО сојузници. Но, не една работа мора постојано да се подсетуваме и секогаш да ни биде присутна. Никогаш не смееме да ја заборавиме нашата уставна обврска и она за што пред се постоиме, а тоа е одбраната на слободата, сувереноста, самостојноста и територијалниот интегритет на Македонија. Нешто на што сите ние сме се заколнале кога сме ја облекли униформата. Нешто што мора да биде свето за секој еден од нас. Во ова време, кога стоиме исправени пред нови предизвици, не можеме да останеме равнодушни кон трагедијата што ја потресе целата држава. На 16 март 59 млади животи беа загубени во трагичниот настан во Кочани. Тоа беше тежок удар за сите нас. Се молевме за настраданите, се молеме за оздравување на повредените, за сила и успех и утеха на нивните семејства. Оваа трагедија остави длабоки траги кај секој еден од нас. Иако тагата е голема, мораме да останеме цврсти. Споменот на загинатите ќе остане за секогаш со нас. За крај, барам од сите вас да останеме верни и достојни на нашето мото. И ние, припадниците на првата пешадиска бригада, секогаш да имаме иднината пред себе
без при тоа да заборавиме на минатото. Нека ни е честит и векови денот на првата пешадиска бригада. Да живее првата пешадиска бригада! Да живее! Да живее армијата! Да живее! Ви благодарам. Голема е честа денес да се биде дел од оваа свеченост, но уште поголема чест е да се биде во стројот на првата пешадиска бригада, чиј празник денес го одбележуваме. Но и покрај радоста што ја носи овој празничен ден, никој од нас овде присутните не може да ги сокрие болката и тагата на ужасната трагедија која ни се случи нешто повеќе од 2 недели во Кочани. Се уште се свежи раните од загубата на 59 млади животи кои Кочани и Македонија никогаш нема да ги преживе. Тие ќе останат за секогаш во нашите срца и во нашата колективна меморија и ќе не подсетуваат како треба да градиме нова иднина за подобар живот. Првата пешадиска бригада, како здружено тактичка единица во која се застапени главните родовски компоненти во армијата, представува нејзиниот највитален дел и основно маневарско јадро. Тоа значи дека, како најголема борбена единица во армијата, бригадата игра клучна улога во формирањето на борбените системи на бојното поле, каде од круцијално значење е високата обученост и извежбаност на нејзините припадници. Првата пешадиска бригада е колевка на слободарските традиции од народно-ослободителната борба, но и единица чии високи критериуми и стандарди во обуката се посветено и напорно градени низ повеќе трансформации на поранешните 2 пешадиски и механизирани пешадиски бригади. Затоа, со гордост ќе истакнам дека годинава, кога навршуваме 5 години од нашето полноправно членство во НАТО, токму оваа единица беше поле каде се создаваа стандарди, се градеа критериуми за интероперабилност и каде оперативната способност најчесто беше презентирана пред партнерите од Алијансата. Во прилог на ова говори и долгогодишното искуство стекнато со учеството во мисиите на НАТО, како и учеството во многу меѓународни вежби, каде македонските скорпии и леопарди ширум светот ги афирмираа обученоста, професионализмот, храброста, но и одлучноста на македонскиот војник. Како армија која е дел од големото семејство на НАТО Алијансата, една од најважните цели на способност, како и развој на декларирана сила, ја определивме лесната пешадиска батальонска група, чија главнина е токму од составот на првата пешадиска бригада. Наш највисок приоритет е оценувањето на оваа декларирана единица, која за прв пат своите капацитети треба да ги покаже на престојната вежба Immediate Response, а потоа и со учество на една зајакната чета од нејзиниот состав на вежбата Cyber Junction со самостојно распоредување надвор од територијата на државата. Почитувани, од особена важност е и процесот на модернизација на армијата, која е најобемна и најсеопфатна од нејзиното формирање. Притоа, со најголем дел од модерната техника и опрема, ќе бидат опремени единиците во првата пешадиска бригада, која и понатаму ќе представува главната копнена сила и ударната тупаница на армијата. Затоа, за сите вас, мажи и жени, во стројот на бригадата, најважно е во наредниот период да се посветите на обуката, јакнењето на дисциплината и моралот, со што ќе ја подигнете и борбената готовност на нашата армија во целина. Бидете горди што сте во стројот на бригадата, затоа што првата пешадиска бригада е место каде се гради култот на војничката професија. Таа е дом на храбрите, посветените, патриотите и избраните синови и ќерки кои се подготвени да го дадат својот живот за Македонија. Бидете достојни наследници на мотото чест и сила, кое ќе ве води во нови успеси и ќе ве издигне на пиедесталот на најдобрите. Честноста покажувајте ја низ достоинствено и посветено служење на татковината, а силата црпете од знаењето, упорноста и храброст. На крајот, би сакал да порачам дека наша света обврска и понатаму ќе биде да создаваме лидери и докажани професионалци кои ќе бидат иднината на првата пешадиска бригада, чии главни обележја ќе останат нивната војничка изграденост, безпрекорната дисциплина и високата обученост. Убеден сум дека вие,
припадниците на првата пешадиска бригада, со вашиот труд, вредна работа и посветеноста во извршувањето на задачите, заедно со сите останати жени и мажи припадници на армијата, ќе останете најсилната гаранција за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитетот на нашата татковина Македонија. Нека ви е честит денот на бригадата. Да живее првата пешадиска бригада! Да живее! Да живее армијата! Да живее!